Една вистина за сите, сосем друга за власта и премиерот Димитар Ковачевски. Тој верува дека судството е независно, а владата му помогнала да унапреди својата работа. Сепак во ова му веруваат изгледа само 8%, колку што е катастрофалната доверба која има судскиот систем, а преку извештајот од меѓународниот фактор се гледа спротивната слика далеку од розевата на Ковачевски. Амбасадорката на САД во заминување Кейт Мари Брнс во повеќе наврати ни порача дека ни е потребно уште многу работа во овој сегмент. Не е тајна дека јавноста не верува во судството. Всушност, неодамнешната анкета на Eurothink покажа дека само 8% од граѓаните на Македонија имаат доверба во судството и обвинителството. Очигледно има многу за работа, вклучувајќи судски реформи и зајакнување на институциите, но исто така треба да се адресираат и перцепциите. Луѓето треба да видат и да почувствуваат дека системот функционира. Таа порака ни стигнува од новата амбасадорка на САД Анджела Прайс Агелер. Таа кога ја бараше довербата од Комитетот за надворешни работи на Американскиот сенат за да биде амбасадор во Македонија, потенцираше дека еден од најголемите приоритети ќе бидат судските реформи и борбата против корупцијата. Ќе ги охрабрам судските реформи и ќе ги повикам институциите во Северна Македонија да промовираат транспарентност, да ги истражат наводите за злоупотреби и одлучно да се спротистават на корупцијата, за да ја зајакнат довербата на јавноста во владеењето. Судството и корупцијата најниска оценка имат и според извештаите на Freedom House. На скала од 1 до 7, каде што 1 е најниско ниво на демократски прогрес, а 7 највисоко, Македонија е рангирана со оценка 3,5 за демократско владење, 4,25 за изборен процес, 5,25 за граѓанско општество, 3,25 за независни медиуми, 3,25 за независно судство, а 3 за корупција. Генералната оценка за демократски прогрес изнесува 3,82 или 47%. Она што е најголема болка во судството според сите извештаи се корупцијата и политичките мешања, што сега го допринесуваат на довербата која луѓето имаат во правосудниот систем. Инаку во секој извештај за напредокот на Македонија, официјален Брисел секогаш забележува дека корупцијата и неспроведувањето на судските реформи се голем проблем, а таа порака ни ја испратија и од Стейт Департментот.